Во тек е ревизијата на основниот проект за изградба на брана на реката Отиња, соопшти денеска градоначалникот Благој Бочварски. Тој истакна дека како локална власт очекуваат по ревизијата на проектот и обезбедување на комплетната документација да почне и постапката за изградба на браната, која граѓаните на Штип веќе неколку децении бараат да се реализира. Денеска или во наредните неколку дена ќе биде распишана јавна набавка за проектирање на студијата за животна средина, која што исто така е потребна за вадење на градежно одобрение. Кога ќе ги имаме сите овие проектни документација, јас верувам дека до крајот на годината ќе успееме, доколку се тече во најдобар ред, тогаш ќе можеме да бараме градежно одобрение од страна на Министерството за транспорт и врски и веднаш потоа да започнеме и да влеземе во фаза на реализација на овој проект. Штипскиот градоначалник забележува дека браната ќе биде земјено насипна, зашто и самите проектанти велат дека ваквиот проект повеќе одговара на теренот. Според професорите кои што се проектанти тврдат дека тоа е подобриот проект и по новите проекти, по новите брани кои што се градат, се изработуваат со ваков тип на проекти заради нивната конструкција. Но и теренот кој што го има на овој делот од нашиот град, од државата, покажало дека е подобро да биде оваа брана земјено насипна. Средствата во висина од 10 милиони денари за ревизија на целокупната документација за проектот на браната на река Отиња ги обезбедува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Според првичните проценки, земјено насипната брана на реката Отиња ќе чини околу 1 милион и 600.000 евра. Но откако ќе заврши комплетната ревизија на проектот, точно и ќе се знае колку ќе треба да се инвестира во овој капитален проект. Општина Штип на посебна сметка има 1 милион евра од самопридонес на граѓаните, кои со години не се искористени. Доколку градоначалникот сака да ги искористи средствата, ќе треба да распише референдум за нивна пренамена за изградба на брана на река Отиња. Штип е единствената општина во регионот која нема мала вештачка акумулација во своја непосредна близина.